Почитувани колеги новинари, медиуми, добре дојдовте. Јазикот е стожерот на идентитетот. Припадност на кон една нација често е условена од јазични фактори или зборувањето на тој јазик. Владата на Република Македонија се грижи за јазичната едукација на своите граѓани и на сите оние кои се чувствуваат македонци и надвор од границите на Македонија. Имајќи го во предвид ова што го кажавме, владата на синоќешната 26-та седница ги донесе следниве заклучоци. Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои информацијата со предлог мерки за унапредување на состојбата на македонскиот јазик. Владата на Република Македонија го задолжи Министерството за култура да ги спроведе овие предлог мерки за унапредување на состојбата на македонскиот јазик. Министерството за култура во наредниот период ќе излезе со повеќе информации како ќе оди динамиката. Во моментов гостин во владата на Република Македонија е универзитетскиот професор и председател на Советот за македонски јазик, професор Људмил Спасов, кој што ќе ги презентира дел од овие мерки. Професоре, повелете. Благодарам. Значи вака, јас ги издвоив оние мерки што може да бидат, да речам, најинтересни, се разбира, многу интересни, 25 мерки, овде се издвоени 5, и веднаш на почетокот сакам да го поздравам потекот на владата, затоа што за прв пат досега во независна Македонија се определуваат фондови, што значи определување на точно лоцирани средства за изработка на некои проекти. А сега ги слушнете. И би сакал оваа конференција да ве замолам да и дадеме наслов, односно јас си го давам, афирмација на македонскиот јазик. Значи, целта на оваа конференција – запознавање на јавноста со мерките и активностите предложени од новиот Совет за македонски јазик при владата на Република Македонија и усвоени од страна на владата на Република Македонија. Зошто? Затоа што јавноста досега, за жал, е слабо запознаена со работата на Советот и на претходните, се разбира, за македонски јазик, како и со Законот за македонскиот јазик, донесен далечната 98 година, а кој од тогаш има доживеано повеќе измени и дополнувања и последниве се од 2014 година. За жал повторувам. Овој закон се применува можне слабо, можне погрешно, меѓутоа ние сега се трудиме и како Совет се надевам и како влада да ја јакнеме оваа примена. Цел. За таа цел ние како Совет за македонски јазик и ја промовираме политиката на заеднички и планиран пристап на сите институции без исклучок што се занимаваат со јазикот, јавна комуникација, образование на сите рамништа, научно проучување на македонскиот јазик, промоција на македонскиот јазик на странските универзитети и се обврзуваме да ги спроведеме следниве мерки. Повторувам, ги набројувам 5 од 25. Основање на фонд за поддршка на афирмирањето на македонскиот јазик на странските универзитети. Цели на фондот. Отворање и одржување на лекторати по македонски јазик, не дека досега не постоја, меѓутоа нивниот број секојдневно, секоја година се намалува на странските универзитети во ЕУ, особено земјите основачи на ЕУ, САД, Канада, Австралија, Руската федерација и така натаму. И затоа, Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура предлагаме да прерасне во македонистички центар, со убаво име Македоникум, со следниве функции. Летна школа. Летната школа тоа е практично денешниот семинар, за кој треба да се обезбедат средства. Порано траеше 3 недели, па траеше 2 недели. Ние сакаме тоа трајање да го продолжиме толку што е потребно. А државата да стипендира поголем број странци што би дошле да го изучуваат македонскиот јазик, нашата литература и култура. Постојана школа за изучување на македонскиот јазик како странски цела година. Центар за постојана обука за лекторите по македонски јазик во странство. Школа за подука по македонски јазик за македонските деца и за другите надвор од Република Македонија, особено од соседните држави. Издавачка дејност. Второ, основање на фонд за поддршка на издавачката дејност на нови, значи на ново создадени и повторно издавање на научни дела посветени на македонскиот јазик од сите области. Образложение. Македонистиката стои во место во однос на капиталните проекти, меѓу другото и поради недостигот на финансиските средства. Трето, дебата за Законот за македонскиот јазик, што ви го кажав претходно,
и повторувам, не верувам дека сите сте го прочитали овде присутните, но треба. Образложение. Законот многу неуредно се спроведува на сите рамништа на употребата на македонскиот стандарден јазик. Сите сме сведоци. Последици. Испити за лектори по македонски јазик не се изведуваат повеќе од 3 години. Не се почитува решението дека секоја јавна установа треба да има лектор и слично. Насекаде се смалува употребата на правилниот македонски стандарден јазик со висок стил. Цел – формирање на постојан одбор за стандардизација, ова е новост, и грижа за македонскиот јазик, се разбира со свој буџет. Четврто – основање фонд за стипендирање на студирањето на македонски јазик на универзитетите во Република Македонија и ревизија на наставните планови и програми по македонски јазик. Нагласува македонски јазик, мислам на јазикот, во случајов не мислам толку на литературата. На сите рамништа на образованието. Образложение. Бројот на студенти на студиската група за македонски јазик постојано се намалува. Ние на Филолошкиот факултет на факултетот Блаже Коневски имавме минатата година намален број, 45, а оваа година дознав пред половина час 25. Ето е тоа, мислам. Дали е во не. Се намалува и обема на специализација на студиските групи на македонскиот јазик. И пето, материјална подршка за вработување на научен помладок. Се смалуваме секоја година. Кој оди во пензија, кој умира и така натаму. На универзитетите и институциите што се занимаваат со македонски јазик. Образложение. Бројот на постојано вработените на овие институции постојано се намалува, а последиците се такви дека се намалува и обемот на остварените проекти од областа на македонскиот јазик. И на крајот. Ова се 5 од 25, по трет пат повторувам. Меѓутоа, новоста е од независнота до сега. За прв пат има лоцирани средства, или ако сакаме поедноставно да кажеме пари. И благодарам на реформската влада што најде слух, и не само слух, и практично да го реализира. И се надевам дека во иднина ќе одржиме една поинаква конференција за печат. Ви благодарам.